Послание на апостол Павле до евреите, 7 глава. Тој, Мелхиседек, беше цар Салимски, свештеник на Севишниот Бог, кој го пресретна Аврам, кога се враќаше од борбата со царевите и го благослови. Кому Аврам му даде 10 од се, и кој по значењето на името негово е прво цар на правдата, а потоа и цар на Салим, односно цар на мирот. Без татко, без мајка, без род, немаше ниту почеток на дните, ниту крај на животот. И по таков начин е подобен на Синот Божји и останува вечен свештеник. Гледате ли колку е голем оној кому прататкото Аврам му даде 10 од најдобриот плен? Оние од Левиевите синови што примаат свештенство, имаат заповед да земаат по законот 10 од народот, односно од браќата своји, иако и тие произлегле од бедрата Аврамови. Но тој, кој не му припаѓаше на нашиот род, зеде 10 од Аврам и го благослови оној што беше примил ветувања. Не може да има никаков спор дека помалиот се благословува од поголемиот. Така, овде смртни луѓе земаат десетоци, а таму оној за кого има сведоштво дека е жив. И така да речам, Леви кој прима десетоци и сам даде 10 преку Аврам, бидејќи уште беше во бедрата на татко си кога го сретна Мелхиседек. Па така, ако совршенството можеше да се постигне преку левитското свештенство, бидејќи врз основа на него народот доби закон, каква потреба има да се воздигне друг свештеник по чинот на Мелхиседек, наместо по чинот на Арон? Зашто кога ќе се промени свештенството, тогаш се јавува потреба да се измени законот. А оној за кого се зборува ова се вбројува во друго колено, од кое никој не беше пристапувал до жртвеникот. Зашто е познато дека Господ наш произлезе од Јуда, а за свештенството од ова колено Мојсеј ништо не рекол. И уште појасно станува тоа кога се воздига слично на Мелхизедек друг свештеник, кој станал таков не по силата на телесна заповед, туку по силата на вечниот живот. Зашто се посведочи: ти си вечен свештеник по чинот на Мелхиседек. А пак, одметнувањето на поранешната заповед се изврши поради тоа што таа беше слаба и бесполезна, зашто законот ништо не доведува до совршенство, а се воведе подобра надеж, преку која се приближуваме до Бога. Тоа беше потврдено со заклетва. Зашто оние што станале свештеници без заклетва, а тој со заклетва, преку оној кој му рече: се заколна Господ и нема да се раскае. Ти си вечен свештеник по чинот Мелхиседеков. Затоа Исус стана залог на толку подобар завет. А тие беа многу свештеници, зашто смртта не им даваше да остане само еден. А тој, бидејќи живе вечно, има свештенство што нема да мине на друг. Затоа тој може за вечно да ги спаси оние што преку него доаѓаат кон Бога, бидејќи е секога жив за да се моли за нив. Таков првосвештеник и ни требаше. Свет, непорочен, неосквернет, одвоен од грешниците и возвишен над небесата, кој нема потреба, како и другите првосвештеници, секојдневно да принесува жртва прво за гревовите своји, а потоа и за оние на народот, бидејќи тој го изврши тоа еднаш за секогаш, откако сам себе се принесе како жртва. Зашто законот за првосвештеници поставува луѓе што се немоќни, а словото на клетвата што е по законот, Синот, кој е вечно совршен.